Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, добар ден и добро дојдовте во уште еден кворум на брановите на радиото во Боја. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум. Денеска во Кворум ги анализираме сите актуелни случувања, преговорите за формирање на нова влада. Прва средба Зоран Заев оствари со Али Ахмети, потоа се сретна со представниците на БЕСА. Преговорите продолжуваат. Кој поставува услови, кој ќе седне во министерските фотели. За гаранциите кои Заев му ги даде на председателот Иванов за да го добие мандатот. Денеска во Кворум анализирам со Виктор Грозданов, член на партијата ГРОМ. Добар ден и добре дојдовте. Вие сте дел од коалицијата со ВМРО ДПМН, вашата партија, меѓутоа вие сте исто така и многу добро упатен во работењето на медиумите, но денеска ги анализираме сите актуелни политички случувања. За почеток, како го коментирате она што Заев го даде како гаранција на председателот Иванов за да го добие мандатот? Прво, двајцата ќе мора да одговорат на двете страни. Значи, прво Заев, што е тоа што не кеше да го гарантира цело време и што е тоа што председателот му го постави како услов, а председателот ќе мора да објасни зашто немаше разговор претходно и зашто говореше дека нема да го даде мандатот. Значи, во ред, да не се менува уставниот поредок на Република Македонија, меѓутоа ме интересира која е таа гаранција кога Заев не е тој кој што ги испрли албанска платформа. Значи, ние се подсетиме, Заев ги предизвика партиите во кои што членуваат 99,9% етнички албанци од Република Македонија и кои што извадија платформа во кој што се гарантираат правата на албанците. Значи, Заев беше тој кој што зборуваше дека ќе го прошири рамковниот договор, а не дека ќе го исполни рамковниот договор. Така да не забораваме дека Заев им одзеде 50.000 гласови. На каков начин, тоа е тема на разговор поопширна и така натаму, меѓутоа едно е јасно дека сигурно дека демократските пораки на Заев не стигнаа до ондамо кај што гласа етнички албанци, дека тука имаше некаков чуден договор за кој што излегуваат албански интелектуалци и тврдат дека биле ветувани амнести, вадење од затвори и така натаму, пари и така натаму. Тоа се, значи, јас само цитирам што се случи. Од друга страна, албанските политички партии, јас денес мислам дека имаат разговор со Алијансата на албанците, не знам во колку часот биеќе најавено за денес за во понеделник, и многу е интересно како он ќе се договори со овие три политички партии. И БЕСА тука е со оглед на тоа што БЕСА се уште не се знае дали ќе учествува во извршната власт во саботата. Во саботата разговара за програмските определби, каде што БЕСА јасно кажува дека бара редефинирање на државата. Така да Заев во овој момент ќе крои влада со три жени, од која што првата не ја сака втората исто не ја сака првата, ама ја почитува третата, првата исто ја почитува третата, ама третата не ги сака ни втората ни првата. Така разберете го тој систем. И мене на вистина не ми е јасно он како ќе ја скрои оваа влада и и кого све ќе превари во својата коалиција и ќе вика дека ова е за доброто на Македонија. Ќе има ли разочарани? Кој ќе биде разочаран, граѓаните или коалиционите партнери? Не, граѓаните сега ќе бидат разочарани, бидејќи премногу се ветуваше од типот нов живот доаѓа и така натаму. Ви влегувате, значи влегувате насилнички во владата. Значи тоа е едната работа. Тука е големата улога на председателот. Бидејќи стварно беше нелогично, ако не може Никола Груевски да создаде влада, а имало телефонски разговор со Али Ахмети дека не смее да коалицира со Никола Груевски, а во исто време председателот кажува за еден амбасадор, јас нема да го цитирам председателот, дека ги надминал своите ингеренции. Значи тука сега председателот во дипломатијата малку некако чудно се однесуваше. Дали сега тоа за доброто на Македонија, за доброто на собствената позиција или за сосема нешто трето, тоа ќе мора самиот председател на Република Македонија да одговара. Меѓутоа, повторувам, Заев не може да гарантира ништо.
единствената негова позитивна светла точка во неговата нова коалициона влада, која што ќе ја направи или која што требаше да ја направи предходно, да не си неетеше председателот, односно да не изманипулира со граѓаните. Тоа е мој личен став, ова не е став на Гром, ќе го кажам по-подоцна ставот на Гром. Значи е неговата позитивна светла политичка работа е што на 27 април он со тие исклучувања он доби чист мандат до председателските избори. А кој е ставот на Гром? Ставот на Гром е по однос на исклучувањето од 27 април дека се осудува секакво насилие врз пратениците, но сериозна политичка одговорност од самите политичари што предизвикаа насилство и оние кои што ги отворија вратите, а тоа не е Никола Груевски. Мислам да не се кријат позади ВМРО да помане. Грозданов, иако разговорите за формирање на нова влада почнаа само еден ден од како го доби мандатот, Заев тропна на вратата на Касамиот Беса, рекоа дека тоа била почетна средба и најавија дополнителни. Се случи втората средба во саботата, не преговара, не беше тоа на лидерско ниво, се преговараше, да, работни групи преговара, меѓутоа се сретна со Али Ахмети и во едното и во другото соопштение за средбите кога известуваше СДСМ напиша дека се разговарало за владината програма, за реформската влада и за ЕУ и НАТО. Интеграциите имиња не се споменуваат, велат дека се уште не се разговара за кадровски решенија, но од друга страна веќе во јавноста се појавија оние имиња кој во која министерска фотелја би седнал, дури како дел од новата власт се споменува екс-разузнавачот Верушевски, кој посетуваме беше првообвинет во случајот Пуч, кој подоцна предмет специјалното јавно обвинителство го повлече. Што очекувате вие? Предпоставувам дека ги видовте имињата кои се вртат во јавноста. Шеќеринска повторно се споменува, секако има и места за Дуи, Теута Арифи. Прво најинтересно името на Никола Димитров, екс-амбасадорот, се споменува. Да, тоа значи јас ќе почнем од почетокот на вашето прашање. Ајде. Прво, значи, се шпекулира, значи, вообичаено имаме добри информации како медиумски луѓе, дека Министерството за здравство ќе припадне на Алијансата на албанците, бидејќи влогот на господинот Села е многу сериозен и мислам дека еден од најчистите и најконкретните играчи на одредена амбасада. Значи, се зборува дека е нивни човек и дека он најцврсто стои во коалицијата. Значи, Министерство за здравство му е наводно гарантирано, додека со Беса се гарантира за Министерството за правда. Така да, доколку дојдеме до Министерството за правда на еден од подписниците на албанската платформа, ние во старт доаѓаме на делови од платформата. Значи, јас нема да нарекувам тиранска или албанска, значи да не збориме за платформа на партиите на етничките албанци од Република Македонија. Така да го разговараме. Така да има таму случаи Сопот, Диво населје и така натаму, каде што Министерот за правда има сериозни ингеренции. Тоа е едната работа. Тука веднаш треба се надоврземе за заканата до судиите, односно тоа е порака до судиите од страна на господинот Заев дека ќе ги смени сите суди. Тоа не е, тоа прво е невозможно, бидејќи јас и вие не можеме да бидеме судии, мислам кои се другите 700 суди што ќе ги донесат, туку тоа е закана, дојдете при мене. Мислам, тоа е пораката. Така да тоа се договорите со Алијансата за албанците и со Беса. Сега за сега како такви информации. Во коалицијата каде што Дуи требаше да влезе, се зборува, значи имате председател на влада, 4 подпредседателски места и 15 ресори. Значи Дуи добиваше, нели, за рамковен договор секогаш го добиваат, за евроинтеграција, ако не се лажам. Така да. Го добива и значи во коалицирањето со ВМРО ДПМН. И 6 ресори. Значи не министер без ресор. Не збориме за 6 ресори, да речеме, труд и социјала, внатрешни, здравство и така натаму. Значи Дуи нема тек така да се откаже од тие барања. Така да Заев тогаш ќе му се смалат, значи ќе дојдеме до 8 или 9 министерства кои што би ги добиле албанците. Сега тука поставам прашање. Кај ти е НСДП? Каде ти е ЛДП? И да не ги редиме другите помали политички партии и како ќе му објасни на членството дека во овој момент, значи, ќе изедначи, дури да креира нови министерства, ќе изедначи да албанците имаат изброј заедно со него. Што
во прилог на новите локални избори многу тешко ќе му се одрази посебно во источно. Ајде да речеме и од северо-запад, од југозападна па до источна Македонија ќе му се одрази на самите избори. Така да ЗАЕФ е во една многу чудна ситуација, а најчудната од све е Министерството за внатрешни работи. На кого ќе одае? Ако одае на Оливер Спасовски, комплетно неспособен Се за таа. спекулира името на Оливер Не, Спасовски? значи он до сега беше, значи комплетно неспособен за таа функција. Значи за да бидете министер за внатрешни работи, вие треба да имате некаков легитимитет во тој дел и да имате определена екипа, зборам определен тим, кој што ќе знае да изработи таа позиција. Меѓутоа, тука е многу интересно името на Зоран Верушевски. Зоран Верушевски два пати руши ВМРО-вска власт, затоа е криво ВМРО да помене во двата наврата. 2001 и тоа на ист начин. 2001 разговор. ги сруши со 2000-тата ги сруши Големото големото ува, сега ги сруши повторно истиот Зоран Верушевски со како се каже оваа афера, не памтам, со бомбите на ЗАЕФ, нели? И сега, значи, ЗАЕФ ќе мора да го задоволи Верушевски, кој што е прво обвинет, син му е обвинет во едно друго дело, И сопругата негова исто така? син му е обвинет за многу сериозно дело, значи сопругата сега Во истиот предмет за кој се во истиот предмет сега не би навлегол околу сопругата, зборам за син му за сосема друго многу тешко дело. Збориме за детска порнографија. Значи е таму обвинет. Тоа е едната работа, втората работа ги поседувал сите прислушкувани разговори. Дали ги предал или не ги предал, дали ќе доеме сение до уцена на одредени бизнисмени, пратеници и така натаму. И како тоа он ќе го објасни доколку не го постави или доколку го постави. Така да мислам дека ЗАЕФ во моментов, вака лично морам да го кажам, дека ќе ни прави кејф на нас како опозиција, бидејќи да го постави Оливер Спасовски, ќе му речеме ти благодариме што постои неспособен човек. Доколку го поставиш Верушевски, ти благодариме што поставуваш човек кој што има сериозни кривични дела или тоа во скопскиот жаргон се кажува класичен бандит. Иако и моето лично мислење за Верушевски е дека е еден од најсериозните разузнавачи кој што го поседувала Република Македонија. Правиме тука една кратка пауза, се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот, почитувани, останете за кратко сме насет. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Назад во Кворум, мој соговорник Виктор Грозданов од ГРОМ. Грозданов, ЗАЕФ најавува дека многу брзо ќе формира владата, иако според ова што досега го говоревме, малце потешко ќе дадат преговорите со албанските политички партии, со делењето на ресори, со оглед на тоа што барем од партијата велат дека до ова прашање се уште не се стигнало. Кога сме кај владините приоритети, Али Ахмети најавува дека еден од приоритетите на новата влада ќе биде албанскиот јазик да биде втор официјален јазик на територијата на цела држава, иако ЗАЕФ ги даде гаранциите кај председателот Иванов. Од друга страна, Федерика Могерини, барем според некои информации кои се појавија во медиумите, го очекува ЗАЕФ на ручек како премиер на Република Македонија. Брзо, тешко, како ќе одат сега преговорите, очекувања или ќе се чека сепак крајниот рок до 6 јуни? Да не се лажеме. Значи на 29 јануари, се извинам, 2017 година, кога пропадна коалицијата за подобра Македонија и Демократската унија за интеграција, јасно беше дека следниот кој што ќе го добие мандатот или ќе биде со предвремени парламентарни избори или ќе биде ЗАЕФ. Значи тука сега нема што да разговараме. Трето нема. Значи предвремени парламентарни избори ги беа отпишани од страна меѓународната заедница, значи мора да кажеме. Значи да не забораваме дека меѓународната заедница 2,5 години брутално го рушеше Никола Груевскиот премиер на Република Македонија. Која е причината? Значи ќе збориме подоцна што е тоа што ќе треба ЗАЕФ да испорача. Значи на кој што никој не дава одговор. Меѓутоа Зоран ЗАЕФ треба да свати, значи дека во овој момент он е како една кременадла на жар. Значи прво ќе опечат од едната страна, па од другата, па на кант, па ќе опечат и така натаму, дека албанците нема тек така да му се сложат на него за неговите
гаранции кон председателот, прво затоа што они викаат, ние што имаме со тебе, значи министрите кои што беа и до сега кај Али Ахмети или во ДП, вика, ние одговараме пред нашите лидери, ние одговараме на премиерот, тоа го имавме ние како примери. И како изјави од високи функционери. Меѓутоа, дека они имаат договор, меѓутоа, дека ќе го официализираат јазикот, ќе пробаат да го официализираат јазикот, ќе пробаат. Меѓутоа треба да потсетиме дека за тоа е потребно двотретинско мнозинство и дека во моментов без ВМРО ДПМН Значи, ВМРО ДПМН сигурно нема да им даде. Меѓутоа, овој ќе мора да го прави тоа. И сега? Значи, повторна криза. Значи, после тоа, председателот фактички што ќе каже сега? Немате више гаранции, гаранциите ги уништивте за унитарноста на Република Македонија или само ќе го прошират законот, што ќе направат? Значи, они сакаат со блиц законско решение да го направат тоа. Тоа им е целта. Меѓутоа, председателот што ќе прави? Затоа ви реков уште на почетокот. Председателот со тоа што го даде мандатот, буквално се посипа со пепел за сите изјави до сега. Како му гарантираше Заев кога ги нема другите коалициони партнери? Значи, вие се сомневате во гаранцијата што е даде Заев? Значи, тоа е ноторна лага. Значи, нема гаранција. За мене лично збор. Така, кога сме кај преговорите за формирање на нова влада, барем на тоа прашање не одговоривме. Велите Заев е како креманадла ќе го печат од едната па од другата страна. И на кант. Така, треба кај Могерини да се оди на ручек, ќе оди ли Заев како премиер? Па најверојатно. Или ќе оди Димитриев? Кога е датумот ако не е тај? Оваа недела. Според информациите кои ги објавија дел од медиумите. Па, не е ни важно, на крајот кришт. Не е важно кај Могерини кој ќе оди на ручек, тоа ништо нема да ја донесе на Македонија. Ручек со Могерини ништо. Дали е Димитриев или е Заев, не е важно. Мислам, ирелевантно е овој момент. Значи, најважното е што ќе прави Заев во наредните 3 месеци. Биејќи, ако пратите изјавите на господинот Груевски, му вика, од тебе барам резултати, медениот месец ќе заврши брзо. Така да, стварно е неважно дали ќе биде Заев или Димитриев како премиер во оставка. Значи, работата е што точно Заев во овие 3 месеци договарал, преговарал, кои се првите постапки што ќе ги направат. Значи, сега тоа од типот ќе трнеме партиципацијата во здравството, што го каже Златко Мехмедович, мислам. Така, бесплатно здравство за сите, екстерното. Не е бесплатно. Значи, за тоа да не се лажеме. Кажа партиципација дека нема да се плаќа, од оние 20%. Значи, тоа не е бесплатно здравство. Бидејќи сите плаќаме за здравството. Така да, тоа се некои мали работи. Збориме за клучни работи. Дали господинот Заев ќе се залета во една политичка авантура, која што се вика, бидејќи они цело време креира нивната политика, дека ќе апсат и дека ќе си лежат одредени функционери на ВМРО ДПМН или од коалицијата. Така, вклучувајќи не сите нас во таа приказ. Дали он ќе се залета и што е, како тоа ќе го изведува? Дали ќе продолжи со политичкото насилие? Или пак ќе се стабилизира и ќе проба да разговара на нормален начин, затоа што на граѓаните на Република Македонија не и требаат нови екскурзии. Вашите очекувања ќе оди на реваншизам или пак на сериозни проекти кои ќе го подобрат животот на граѓаните? Мислам дека ќе идат на реваншизам, затоа што видите, ќе ви дам еден пример. Специјалното јавно обвинителство го обвини Драган Павлович Латас дека им извршено кривично дело за тајување на данок. Значи, нема член на СДСМ кој што не би сакал Латас да го види во затвор. Значи, нема таков. Мислам, вклучувајќи Ивона Талеска и ред други новинари. Станува збор дека кога давате едно такво обвинение на личен впечаток, јас проверував со инспектори од управата за јавни приходи. Значи, луѓето се чудеа како може едно специјално јавно обвинителство, кое што е создадено со цел за сузбивање на криминал од прислушкувани разговори, тоа им се доказите, да поднесе таква кривична пријава, затоа што целото дело е прекршено. Тоа е, значи, почеток на реваншизмот.
Значи, не е проблем ако Лата скрадал да го ставите во затвор. Проблемот е дали, затоа што ја така сакам, па тоа така да го исполните. Ме разбирате, значи истото тоа ќе обараат сега со високи функционери во МРДПМН. Значи, они тоа го посакуваат, они тоа живеат за моментот да го видат Никола Груевски зад решетки. Мислам да не се правиме слепи дека они тоа не го сакаат. Сега работате, дали ќе креирате случај во кој што ќе ми даете право да се бранам, или ќе ми искреирате случај во кој што ќе ме стрпате во притвор, па после ќе видиме што ќе биде. Во МРДПМН и воопшто коалицијата за подобра Македонија во која сте дел и вие се залага и стои цврсто на ставот дека со локалните избори, барем според најавите кои ќе се одржат на 15 октомври, дека треба да има и предвремени парламентарни избори. Па не, тоа е нормално, мислам времево, значи од создавањето на новата влада до 15 октомври ќе се покаже дека таа влада ќе биде тотално нефункционална. Значи како ќе ги контролира нив? Значи Касами веќе даде изјава дека гаранциите не ги почитува. Заев дава гаранции, следниот ден Касами дава друга изјава. Еве да не биде он во коалицијата. Дуи, после тоа дава... Така. Значи така, значи не е само Али Ахмети у Дуи, нели? Има цела партија, тоа е структура. Значи дава изјава сосема поинаква. Ахмети отворено зборува за приоритетите. Па нормално ќе зборат. Значи јас пабе враќам назад на почетокот на нашиот разговор. Не може вие да излезете и да кажете дека сте најголемата албанска партија во Република Македонија, како Социјалдемократски сојуз, и после тоа да очекувате од другите партнери дека нема да создадат своји приоритети. Значи тоа е илузија, значи тоа е нереално. Тука, значи господин Заев ја докажа теоријата на алегорија. Поставувате прашање негативно, па давате позитивен одговор. Ме разбирате? Така. Правиме туку уште една кратка пауза и се враќаме со завршните минути од денешниот разговор. Почитувани слушатели, бидете тука. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Назад во Кворум, завршни минути. Грозданов, на почетокот наметнавте вие некои прашања. Што е тоа што Заев треба да го испорача на меѓународната заедница и зошто меѓународната заедница го руши Груевски? Го имате ли одговорот на овие прашања? Знаете како? Значи, ако ги гледаме вестите од Балканот и ако го пратиме Хојти кој даде една за мене тотална луда изјава, каде што нашиот председател Стефче Кимовски му одговори преку колумна, нарекувајќи за руски канцер на Балканот, каде што се наметнува дека нашата влада вртела текови кон русите, па американците изреагирале така како што изреагирале, како булдожер дипломатија. Значи, ако пратите Бакир Изетбеговиќ даде изјава дека Босна и Херцеговина не може да има Дејтон 2, дека тоа е илузија и дека Република Српска нема се отцепува и дека тоа не му кажала Соединените Американски држави, дека тоа му кажале русите на Додик, за кој што му дал гаранции дека нема отцепување. Заев од друга страна дава чудни изјави кои што ми се несватливи. Значи, вика прво ги навреди србите, кои што со години покажувале дека имале и амбиции кон Македонија, меѓутоа биле генерално добри пријатели на Република Македонија. Од друга страна се врти кон бугарите и вика ние сме същ народ. Същ народ значи ние сме ист народ. Значи ист народ, кога збориме може да говориме по однос на традиција, религија, дел религија, состав етнички, кај нив има исто муслиманско население и така надолу. Меѓутоа бугарите нас не негираат. Значи, не можете да летате со такви изјави. Одредени пријатели кои што ги анализираат тие случувања вика лаже кај стигне. Така им е констатацијата, не знам дали е тоа така, меѓутоа не знам што ветил, меѓутоа знам дека станува збор за тајминг. Дека ќе го исполни тајмингот. Мислам дека нема врска ни име, нити дека се украдени 8 милиарди евра, тоа се небулози,
сигурно постоело криминал, меѓутоа 8 милиарди не се крадат тек така. Нешто е поголема приказна. Многу брзо ќе испорача Заев, а како ќе испорачи, како ќе изработи, како тоа ќе осватат граѓаните на Република Македонија, мислам дека за него ќе заврши со трагична политичка приказна. Кога зборам трагична, значи не зборам да биде убиен човекот или не знам како, Но ќе го снема од политичката. Ќе оснема од политичката сцена, а толку многу се труди да вложува во политиката, да заработувате пари и вложувате во политиката. Затоа зборам трагична политичка приказна. Грозданов, дел од албанските аналитичари предвидуваат дека оваа влада ќе трае 6 месеци и анализираат дека многу е чуден односот на албанските партии по добивањето на мандатот од страна на председателот Иванов и гаранцијата која Заев ја даде. Што предвидувате вие доколку се формира владина коалиција? Се поизвестно е дека таа ќе се формира, но колкав рок, колку време за владење еве вие би дали? Видете да не се случеше 27 април без разлика што мојот став за 27 април е дека СДСМ на најпростачки начин ги спровоцира граѓаните, да имате вие 70 дена луѓе кои што не газат ни едно цвеќе не скина, да ги предизвикате да ви влезат во собрание и да ве бараат, да ве претепаат, тој нема обид за убиство, да не лажат. Посебно Радмила Шекеринска дека не каже обид за убиство, бидејќи кој е обид за убиство те убиваат. Значи нема тука у најмала рака. Иако не се сложам со тоа што им се случи на сите пратеници, па посебно не на НЕС. Мислам, не е убаво. Да не се случеше тој 27 април, нивното провоцирање, затоа ние кажуваме политичка одговорност за провокацијата и нормална одговорност на учесниците во толпата. Какво ќе биде сега сето тоа, како ќе се изведе, не можем да коментирам. Меѓутоа 27 април не мислам, туку сум 99,9% сигурен дека ги разниша нашите цврсти ставови дека локалните избори ќе дадат ситуација таква каква ќе дадат, посебно во албанскиот кампус, значи нема тоа да биде повторно СДС дека е најголема албанска партија и дека ќе си иде на предвремени избори. Затоа мислам дека 27 април цврсто му гарантира 2-годишен мандат до претседателските избори. Личен став. Така, останува да видиме, времето е пред нас, да видиме како ќе завршат преговорите. Може би грешам. Знаете како, јас грешив и за претседателот на државата. Искачав врховен командант на Република Македонија, вика не дам мандат. Предвремени избори. Наеднаш имаме гаранции кои што не постојат, даваме мандат. Значи во оваа држава нешто чудно се случува. Останува да видиме, времето ќе покаже што се случува, колку долго ќе трае новата влада и кој се ќе биде дел од неа, дали БЕСА ќе учествува, преговорите се во тек, треба да ги видиме и владините приоритети. Уште доста работа за нас новинарите, особено за анализирање, но и за вас кои сте дел од политичките партии. Морам да ви кажам, пред да ви посегам убав прв работен ден од неделата, значи за нас кои што сме високо квалификувани опозиционери, ова е најубавиот момент. Не сме срекни, во опозиција сме многу опасни, а во опозиција уште поопасни. Така да Зоран Заев нема да му биде лесен мандатот. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам јас. Почитувани вам, ви благодарам што не следевте во изминатиот час. Денеска е 22 мај 2017 година. Политичкиот магазин Кворум е во продукција на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата, техничка реализација Далибор Зафировски. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција во истото време. До тогаш пријатно. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.